Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од 2 до 5 мај во Оризари се одржа 6-тиот меѓународен фолклорен фестивал Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Чувањето на материјалното и духовното наследство, како што се песните, ората, обичаите, е чување на традиционалните и културните вредности. Организирајќи ја оваа манифестација, сите заедно даваме придонес кон тоа и ја пренесуваме традицијата на идните генерации, рече на отворањето на манифестацијата градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Годинава за прв пат традиционалните ѓурѓовденски обичаи, биењето млеко, подготовката на масло, ѓурѓовденскиот зелник покрај во Оризари се прикажаа и во Зрновци. На двата фолклорни концерта настапија ансамблите Биела од Херцег Нови, Црнагора, Македонското културно друштво Кирил и Методи од крај Словенија, танцовиот состав од Бобошево, Бугарија, Никола Јонков Вапцаров од Делчево, Кирил и Методи од Иловица, Босилево, како и кочанските фолклорни ансамбли Кочани, Руен, Љупчо Сантов и Мугри. Председателот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов Александар Тошев ја истакна соработката и поддршката на манифестацијата од локалното население. Според Тошев, вредните оризарки сукали и подариле 15 зелници и 30 литри биена матеница. На сцената има две жени кои што покажуваат на публиката, на луѓето од страна, па и на нашите помлади генерации како се сука зелник, исто така како се бие млеко во бутим, како се прави матеница, како се прави масло и исто така и од нашите вредни домаќинки има подготвено веќе дома и донесени тука испечено 15 традиционални зелници кои по завршувањето на овој фолклорен концерт ќе бидат дегустирани како што од учесниците на фестивалот, така и од публиката. Единствена цел е дружбата помеѓу самите деца од различни места, од различни држави и на некој начин покажувајќи и културата, самата култура различна од земјите во кои што доваѓаат, исто така нашите од крај, за да видат, бидејќи мислам дека веќе некои имат позаборавено како се прави оваа традиција, за да се потсетат. Имаме тука и ветерани од Свети Кирил и Методи од крај, кои што просто кажано се ежат на самата манифестација. Најпрво сакам да ги честитам празникот Ѓурѓе на сите наши верници, истовремено да заблагодарам на нашите другари, колеги, фолклорни ансамбли кои дојде, кои спочитуваа нашата покана да ни бијат гости, да го разубавиме нашето село со игри, ора и песни. Да не застане традицијата, да продолжи, да го сочуваме тоа што го имаме, тоа е еден убав момент. Значи, уште еднаш благодарност до овие убави луѓе, дечиња, облечени во носија, кои треба да чуваат својата традиција и да продолжи. Очекуваме дека до година и после тоа пак ќе продолжиме фестивалот да го подигнеме на уште поголемо ниво. И гостите задоволни од гостопримството на домаќините на фестивалот. И велико нам е задоволство што смо добили. Огромно задоволство ни е што добивме покана од фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, што ни се пружи можност да учествуваме на овој фестивал. Овде уживаме во големото гостопримство од страна на домаќините и еве да искористам прилика да им се заблагодарам за сите убави моменти кои ни ги пружија. И ние ќе ги поканиме да учествуваат кај нас во Црнагора и се надеваме дека ова ќе прерасне во традиционално пријателство помеѓу двете држави и дека децата ќе го продолжат пријателството и ќе ја чуваат традицијата. Фестивалот заврши со песна и заедничко дружење и дегустација на традиционалните јадења. Проектот е финансиран од Министерството за култура на Република Македонија, општина Кочани и од приватниот сектор.